ali znate kad neko kaže lijep si kao grčka statua, to nije kompliment iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobby u Grčkoj bio jak. Da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole i onda bi ovi s velikim kuricima mogli mlatarat okolo, što fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znaš, ti kreneš i kao, op, ko je to? Ja sam. I onda kad skačeš s motkom, ne treba ti motka. Kad skačeš troskok u pjesku, ostavljaš trag u pjesku, znaš, cijeli putem. Totalno do jaja. Da, i Grci su imali te nekakve onoge. Marina, Marina, Marina. На мајмунчето Коки некој му ги украл подароците. На Коки мајмунчето. Ова е на Мики мајмунчето, не на Коки, на Мики. Мики се викаш, Мики, Коки, Мики. За прослава што закрепнал, шо она, и му донеле подароци, и некој влегол ги украл подароците. Тоа беше вчера, мислам, ден на национална жалост. Кој му ги украл подароците на Мики? На мајмунчето Мики. Ја читам и не можам да најдам. Никој не пиша за какви подароци станува збор. Шо, бананите му ги украдоа? Кикириките, оние улушпа, убавите? Шо се сега по 200 денара? Шо може друга на Коки подароци, на кој шпилхозни му носеше? Шо му носеа? Бермуди? Патичина? Шо му... Никој не пише какви подароци украле. Свиде само подароци не на Коки му говори. Леле, каков народ, никаков, како може? На мајмунчево подароци некој да му ги украде ова. Голема национална трагедија. Кои се джукелите што му ги украдоа подароците на мајмунчето Мики? А детето Коки што нема да јаде, ником ништо. Детето Ристе исто што нема пробано, рецимо, патлиџан, краставица цела зима. Исто ништо. Али на овој на мајмунчето Коки некој му ги украл бананите. Сега си викам, кај живееме бе ние у пичку матерно, на Балкански полуостров или у Бразил или Еквадор? Пошто позната тоа е еквадорска банана. Дугачка, можеш да ја љупиш. Вамо тамо. И сега си викам, бананиве у Скопје поевтини од патлиџаниве. А бананиве од Еквадор ги носат, а патлиџаниве од кај ги носат? Од ртот на добрата надеж, најюжната точка на афричкиот континент, мора да ги носат од тамо, иначе нема логика. Бананиве 2,5 пати поевтини од кило патлиџани. Краставици 3 пати поевтини банани од... А исто се така долгнавест, исто можеш да ги лупиш. Поевтини од 300 и кусур дена краставици. Краставици, бананиве 3 пати поевтини од краставици. Затоа никој не кука. Никој не кука за тоа како не крадат трговциве, овие препродавачиве. Затоа никој не збори. Затоа сме окей. Што имаме, тука имаме консензус. Али битно некој му ги украл подароци на мајмунче Мики. Да јадеа мајмуни, краставици и патлиџани, ќе да ви кажам, ќе најдев поголемо оправдување зашто некој му ги украл и ќе рече, јеби га дечко, свака част. Свака част. Некако понормално ми луѓето да имаат да јадат него мајмуниве.
Ама не е така, мислам сега некој може да ме нападне како така размишljаш. Јеби ga. Се возбудуваме околу, како да ви кажам, некои работи. Прво, не знаеме какви подаръци му украл, второ, не знаеме кој е тој што му ги украл. Ако немал да јаде, јеби ga сега, ги украл. И нека се банани и кикирики. Што да ви кажам? Тоа е греота за нас, ако некој што нема ги украл. Така и тоа не се знае. Истрагата валјак треба да утврди тоа. Кој е мотивов за кражбава на подароциве на Мики? Бермуди да биле пак и тоа може да се оправда и бега. Дете има, нема да му купи бермуди, ги украл од мајмунчево Мики. Не можеш да знаеш што е. Али ова ми е поголема. Дали може некој од вас, врвни економисти, што се разбирате од, од отворени пазари, од вамо, тамо, глобални пазари, пазарна економија. Вака на прост глумец да ми објасните како тоа нешто што се увезува од Еквадор, како што се бананите, се 2,5 пати поевтини, ако не и 3 пати од патлиџаните и краставиците. До пред неколку години патлиџани и краставици можевме на тони да купуваме. Ама не било сезона, јас да се малце поскапе, ма не било страшно. Оди сега купи. Март месец ќе заврши кај да 270-260 денари кило краставици, 300 и кусур краставица, вода. Угзда си ја на чуката. Вие што ставате такви цени. И за тоа нема возбуда, рецимо. За тоа што нема возбуда, што светов е пред катаклизма, тоа мање више ние, нели? Тоа веќе не е абсолвирано дека таква работа не возбудува, дека не ни дојде водата до овдека. Тогаш ќе видиме до кај сме, што сме отпосле. Ние отпосле ги примаме работите. И отпосле размишляме што да преме. Такви сме као, као поднебје, као народ. Отколку ќе се случат. Пред да се случат, никој не се замара со тоа. Нема везе што она ракета на иранска може да прелета 2000 километри воздушна линија, нема везе тоа. Нема везе што имаат и што можат дронови да летаат 2600 километра. И тоа нема везе. Ако долета, не, тоа ќе моја мислиме што има везе. Има мунчево Мики останало без подароци. Ден на жалост треба да се прогласи кој беше вчерашниот или за вчерашниот ден. Главна тема. За ова никој не се буни. Овие диват, мало продавачиве, големо продавачиве, прекупциве. И не знам стварно зашто не им стапнете на опешот. Не разбирам зашто. Докаде? Ако ги оставите, веруете, овие може да идат уште. Док не направат краставици 10 евро, они нема да се смират. Не ви кажем, додека не стигне краставица кило 10 евро, они нема да се смират. Ако не им стапнете на опаш. Не минимална 45.000 плата, пример, или колко и да е тamo, 60.000 или да е с големите. 100.000 минимална плата нема да не расправа. Стварно не ми е јасно. Да имаме поскапи цени од многу европски земји, дури членки на Европската унија. Да имаме дупло поскапи цени на патлиџани и краставици во ова време, во овој период од годината, отколку што су Швајцарија, да кажем. Или у Полска, или немам, у околина, рецимо, пред 15 години некој да ми речеше, ја ќе му се смее в улице. Знаете тоа што си кажувавме? Си кажуваме, чути, нека поскапо е све, овде бар патлиџани и краставици, бар салата ќе правиме до миле волје. Бар салата ќе можеме у неограничени количини да јадеме. Така сме си збореле, можете да се сетите дека и вие така сте кажувале. Барем патлиџаните, краставиците, тоа бостано тука ефти, целото рај.
излезе дека стана луксузна роба. Грам кокаин со релативно добра чистота, најскупа, најлуксузна роба у Скопје, втори краставиците, по него патлиџаните. Трите најлуксузни ќе почнат под рука да ни дилаат патлиџани по улици, бе, луѓи, ако не ги фатите за врат говедава, алчни. На улици ќе почнат да ни дилаат патлиџани и крастајци. Дечко, имам една зелена крива дугачка. 200 грама. За 1 евро ти ја давам. Шо вика, шо? Имам патлиџан. Малку мириса на патлиџан. Кило. 150 денара ти ја давам. Тапкароши ќе почне, ако ни даваат па тапкароши, тоа значи можат поевтино ти дават само ако е крадена роба, дука ти е шитка помала цена, иначе тапкароши обично за поголема цена даваат. Цената на карти овие тапкароши секогаш била повисока. Ама тоа која нема, кој има побарувачка. Ама сега никој не бара патлиџани и крастајци. Луѓето почнаа да јадат деривати на патлиџани. Повеќево, ќе се сложите. Кетчап макаат со кромит или салца со кромит, нешто што може да го купи поевтино, колку да осети патлиџан уста како изгледа. Страшна работа. С тоа никој не збори. Еве, пратам на филм, еден, двајца нешто ќе спомнат, абе, патлиџани бе, толку. Нема тука коментари. Говеда, вамо, шо народ сме ние, таратма, не, ама за мејмунче Мики, пара да кажа какви подароци му краде. Да видевме има ли смисла кражба или нема смисла кражба. Па на крајот на кришата. Чекам, па и зашто да не му украдат, бе? Ние не сме роднини. Ние мајмуни, има, сме слични, да, ама од некој заеднички предок, викал Дарвин. Не дека потекнуваме од мајмуни, него мајмуните и луѓето потекнуваат од некој заеднички предок, што науката не утврдила кој како било. Али дека јадеме банани, јадеме и овие, и ние банани, и кикирики. Најбоље ни улушпа што се сега 200 и кусур денара. Порано беа 50 денара. Цела кеса сега у пичко матерно. Пута 4, пута 5 цените на све. На некој сигурно ова му изгледа смешно моје обраќање. Без везе некако излитано, офуцано му изгледа. Шта, особено на овие шо кој сега еден, не ќе да политизирам, сега еден. Кога беше? Не, сега вчера. Нема проблем тој. Нема врска политичар, ама не кажу им од која партија да не искочи сега политизирам намер. 2 кеси бате патлиџани, ждрак. Корпата која беше пуна, оние големине корпи на туркање, пуна беше до горе. Цирка 8 до 10.000 тука имаше продукти. На таков, ова видео му изгледа офуцано, излитано, смешно, глупо, без везе, зошо, чуму. Ама но ние што знаат за што зборам, не им изгледа баш нешто ни смешно, ни многу пријатно за слушање. Пази, збориме за патлиџани и краставици. А кај е она што ни се заканува поради војната во Персискиот залив и тоа дека нафтата може да скока секој ден по $10 барел плюс и сето тоа како ќе се одрази на вака здивеани цени, на здивеани цени што беа пред војната да почне во Персискиот залив. И сега уште на вака здивеани цени уште да расте. Ја ви реков. Да видам само дали на 10 евра кило краставици или 10 евра кило патлиџани, тогаш ќе ви текне да речете, и чекај, што е, како, што, кој се бе виешо, чекам да видам. Јеботе Бог, да не зборам за други работи. Да не зборам
Што има фамилии што месо веќе еднаш у месецот јадат. Да не зборам од колку други работи еден куп фамилии ги им направи рестрикција или целосно ги укина у смисла на продукти за храна, за појма немам. Некои животни удобства, вамо, тамо, деца, идење на тренинзи, курсеви, вамо, тамо, колку фамилии направи рестрикција на тие работи. Знам дека многу од вас ме гледате. И дека ме гледаат и тие што треба да ме гледаат. Барем за оваа тема. И дека треба да направат на вистина да треснат со раката на маса. Ова вака веќе не иде. Не иде, ова е веќе ненормално. Ненормално. А да не зборам за какво лајна од продукти продаваат. Сите знаеме сега патлиџаните какво лајно е тоа, што нема вкус. Или краставиците. Никакви. Тоа да не збориме за квалитетот. Што јадеме? Кај се другите работи? Кај се другите работи? Здрава исхрана, веган да станеш. Па тоа, брате, ќе си ебеш матер. Поскапо е да бидеш веган него да си месождер. Ти зрнана се поскупи од јунешко месо, бе. Зрна да земеш да колваш цел месец или шо ја да тамо алги, малги, лишаи, куротресини. Поскупи се од јунешко кило. Од она, како се вика тоа месо, од анус. Ангус, не анус. Ангус се вика. Крастајца криво у анус да ви влезе. Ту уште поскапо. Веган, па овие што се другиве типови на исхрани, тоа е Боже пази. Боже пази. Пичко матер, колку беше поедноставно, понормално да се живее пред 40 години. Кој не беше проблем да купиш појма месо,